сакаме како европска држава, а во европска перспектива терминолошкиот расчекор помеѓу владата и собранието може да се надмине со трет наслов на оваа седница. Например, политика на државата кон малцинствата. Во таа перспектива, вие би требало да ги разгледате правата на припадностите на малцинствата врз основа на рамковната конвенција за заштита на националните малцинства, која што знаеме во собрание усвои 9-то поред во Европа, а ми се чини дека не ја почитува. И посебно го нагласувам членот 12 став 3 од таа рамковна конвенција и членот 13 став 1 и 2, кои според нас ја објаснуваат позитивната дискриминација, како што популарно е наречена овдека. Ние ни тоа не го бараме. Не сакаме да се ставаме во релации кои што не се наш избор. Ние стираме против нарушување уште еднаш на уставниот поредок во областа на образованието и од вас бараме да донесете системски закон за високо образование со еднакви права за упис на факултетите. Проширување на темата во меѓунационални односи според владата, односно во меѓуетнички односи според собранието, ја потврдува нашата теза дека во образованието се манипулира со вон образовни цели. За мир во куќата на коалицијата, за маскирање на вистинските проблеми на транзицијата, меѓу кои што можеби само можеме да го спомнеме грабежот во штедилницата ТАТ. Пред некој ден од тројката на Европа представена преку Грција, Англија и Франција, за чија сте улога во нашата национална трагедија, нема многу да зборуваме сега, беше испорачана, ние би рекле нарачана, декларација со подршка на владината меѓуетничка политика, исто како трите представници на Европа да не знаат како кај нив се регулираат односите за или националните малцинства. Меѓутоа, сето тоа за нас младите, кои веруваме во демократија и хуманизам, не го прифаќаме нели овој цинизам, кој е многу неподнослив, а владата го прифати. Покрај тоа што на седницата се поканети председателите на вонпарламентарната опозиција, поканети сме и ние. Мораме да кажеме дека ние не знаеме колку е тоа деловнички исправно, бидејќи ни вие немате деловник за работа, како што ние немаме закон за високо образование. Но независно од тоа, статистички и статусно сведени на декор, смислата на поканата ја гледаме во функцијата на демагогијата наречена решавање на проблемите низ институциите на системот, кои што гледаме како функционира до сега. Таа улога ние не сакаме да играме, ние имаме конкретни барања, веќе ви ги прочитав. Вие не одговарате, ова на нас не личи како социалистичка сеанса. Инаку, само за ваша информација, која сигурно ја знаете, но не знаеме зашто ја премолчувате, на вашиот интернет, за кој што ние немаме пари за користење, Тетовскиот универзитет има дистрибуирано над 11.500 документи. Еден од нив имаме за вас. И јас ќе прочитам извадоци да видиме што кажува тој. Доколку се сложите, нема да читам на англиски, ќе преведувам директно. Или сакате да читам и на англиски. Albanians in Macedonia are an autochthonous population as well as majority population in their ethnic region. Не. Што значи? Во ред, читајте, преведете го на. Во ред ќе ви преведам. Албанците во Македонија се автохтона популација, како што се мнозинска популација во нивните етнички региони. Пазете, ова е дистрибуирано од така наречениот универзитет во Тетово, а ние имаме информации дека Сорбона и неколку американски универзитети се користат со овие информации. Ќе го подкрепам тоа понатаку уште малку.
Албанците во Македонија немаат друг избор, туку да бараат легализација на овој универзитет без разлика на ставот на владата. Понатака се вели. Каков ќе биде? Позитивен или негативен? Колку поврго ова реалност е разберена, толку подобро за сите жители на Македонија. Потписници се сите албански субјекти. Понатака, Тетовскиот универзитет во курсот на академската година ќе има 1300 студенти, а не 150, кој што тврдеше некој, од кои половина се девојки, 150 професори, кои што се сите жители на Македонија. Јас се сомневам во тоа. Тоа се вели во ова соопштение, односно во овој документ кој што е дистрибуиран на интернет, кој што ни го донесоа некои студенти. Не заборавајќи се она што се случува надвор, ќе морам уште еднаш да се обратам до Министерството за внатрешни работи, кое што прилично некоректно постапи со нас.